сваќаат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Почитувани театарски пријатели, ќе озвучам уште една книга "Времето на скрбизмот". Тоа е книга за 10 години на театарот Скрбиутеха, за да се види ни се што поминуваше оваа група, вдахновена и дарувана од Семокниот Бог и Неговиот Син Исус Христос. Денеска е 34 години и се уште не се сменети работите, се уште има цензура, низ какви битки поминуваше од мртвиот соцреалистички театар до денеска театар под контрола на политичката елита, театар за себе фалење и себе афирмација. Времето на скрбизмот, на ова е насловната корица, во која е прикажан маратонот 12 часа дрвеница во Младенски културен центар, каде беше направено истражување со клиника за психијатрија, клиника за психологија. И ние игравме 12 часа, 6 представи една по друга. Еве јас како ги слушам алиштата меѓу две представи, на задната страна е символ во црквата Свети Ѓорги во Охрид. Го гледате тој символ из миска кожа. Не возобновена црква над бензинската пумпа во Охрид и така натаму. Значи зборуваме за времето на скрбизмот, како овој театар биеше битки. И вели на Александар Ѓуровски, кој ми ја крепеше театарската верба. На кому е се посветена книгата? На Слободан Дончевски, кој директора во скрбизмот, на Мину Угриновска, чишто сон за сцената го сонува театарот Скрбиутеха. Мину почина во собкера несреќа, на Војдан Чернодрински, кој остана од онаа страна на македонската граница, на македонските актери кои играле на македонските антички театри. Зошто не се зборува за тоа? И денеска, на актерите кои согоруваа на сцената на театарот Скрбиутеха. На сите вас, театарски пријатели, верна публика на скрбизмот. Ме сретна вчера, имавме дипломска на факултетот за драмски уметности, еден колега што играше во Тага за лебедот. Предраг Павловски од театар за деца вика: "Уште ли колку души сме во театарот?" Викам: "Колку што ќе се собереме. 7 години не добиваме премиера од оваа театарска постава. И 7 години од претходната, 14 години не сум добил книга. Оваа година не добивме ни денар. Театарот слави 34 години. Скрбиутеха, инаку се учи дека е првиот театар, современ театар. Инаку Македонија имала многу театри, посебно античкиот македонски театар со Еврипид. На сите вас, театарски пријатели, оваа книга ја напишаа луѓето кои учествуваа во настаните кои се опишани во неа. Јас само го срочив тоа на хартијата. Еве го нашиот символ, може би тоа е една од причините, ова сонце, кој во Библијата има интересен текст, кој прави зло, ја мрази светлината и бега од светлината. Пазете сега, на почетокот беше скрбизмот. Разговарам со една колешка на ФДУ за мојот одговор во еден неделник по повод објавената критика за една наша премиера. Таа со жалење констатира дека за нас актерите, освен фотографии, ништо не останува за спомен. Да, и грст рецензии накитени со фрази. Така почнав јас да ги запишувам на станите. Бевме во мала преспа, игравме во пустеста, на рана фаза, кога никој не одеше натаму. И човекот што требаше да дојде, не дојде. Беше зафатен. И ми вика уредникот Бранислав Ташковски на дело: "Па напиши ти." И така почнав јас да пишувам. За театарот зборувам. Значи, грс рецензии накитени со фрази ми кажува дека за студентите по драматургија извеле 10 цитати од театарска критика на наша позната рецензентка и со нив создавале безброј измислени критики. Ги расчленувале значењата на празните глави. Нека оваа моја книга биде скромно сведоштво за генерациите кои доаѓаат, да дознаат за нас од поинаков агол на гледање на состојбите. Во првиот Скрбиутеха со пиштоли пушки се пукаше, и овде се пукаше. Во Голобрдо пукаа над нашите глави. Албанските и бугарските служби кои одидовме со представата деноноси, на тоа понатаму. Слеговме до автобусот, калашникови пуштори, бам, 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 бам.
за Кумановскиот стол. Значи, ова кога се создаваше скрби утеха се возобновуваше. Работам представа во еден театар не многу далеко од дома. На крајот на пиесата зборувам еден тажен монолог за светот и уметноста во него. Пурпурен остров на Михаил Булгаков. И секогаш што почнам да действувам, група актери зад мене создаваат приватен паралелен джагор. Еднаш, два пати, три пати, лет на еден стол, фрлен коннив, бам, се разбегаа како глувци. Па така беше тоа. После пробата ми приоѓа еден актер од истиот колектив. Има бистар поглед кој ти ја проникнува душата. Цврсто ми е стегна дланката, тивко одобрување и кој потоа да не верува дека тие двајцата нема да застанат во одбрана на зборот во театарот кој што туку почнуваше да се раѓа. Последниот скок на црвениот индекс. Еден студент од 4-та година на ФДУ после дипломскиот испит го фрли својот индекс на платото пред театарот Центар. И го изгази, бога ми, и плукна. Тоа не сум го напишал. Беше тоа логична реакција на образовниот процес. Беше во прашање денинат, неколку суети провинцијски однос кон работата. Не се, истиот тој седи во едно кафуле, карши недоизградената црква. Имаше варијанта да отиде во театарот, во кој еднаш фрлаше столчиња, да бара работа, или да одлета во Лондонот. И ете го, во Лондонот го кажува Хамлет. To be or not to be, that is the question. God give you one face and you make yourselves another. Таму неколку приемџи во Лондон одбиени од истиот факултет бараа шанса за театарски просперитет. Еден од нив по 6 месеци таксал представа во МКЦ, текст на сега веќе афирмиран драмски автор, кој одлично котира на пазарот, на театарскиот пазар. И така двајцата тие одлетаа во милата им земја, беше што беше. Оној што го фрли индексот отиде на платото пред театарот Центар да го бара црвеното книжуле. И глеј, каква средба. Двајцата од анегдотата со фрлениот стол, врз главите на само бендисаните актери, се наоѓаат на котата на фрлениот индекс и си паѓаат во преграб. Кажете потоа дека не е добро да се фрлаат индексите пред театарските платоа. А црквата ја изградија конечно. Црвеното книжуле одлета, а изградија црква. Мислите ли дека тој гест во нивниот контекст не е само една гола театарска метафора? Четврта страна, патување кон себе си, значи озвучуваме оваа книга Времето на скрбизмот. Како се возобнови театарот скрби утеха. Бидејќи за театарската историја никој не пишува за нас, како да не постоиме. Тоа е, знаете, како да сакаат да ве распнат. По најдолгата улица во градот пешачат двајца театарски сонувачи. Бараат име за поетскиот театар. Каков избор, каква селекција. Театар Тегла, театар Ајвар, театар Тргоинтерес, театар Зелјче, или пак театар Купус по југословенски, Шкембе Чорба, театар Боранија, безброј имиња патуваат по улицата. Долг пат да тргнеш крака из себе си. А зошто луѓето им даваат имиња на нештата? Зарем се содржи во 2-3 гласа? Името нели е патот по кој тие ќе се упатат, а тоа е една долга улица, многу поими кои означуваат секојдневност, обичност или реалност. И кој е тој пат по кој поетскиот театар тргнува? Ние тогаш се именувавме само поетски театар. Може ли воопшто да се стигне или се е во движењето напред? Театарот не трпи застанување и неподвижност. И таа двајцата актери се движат по најдолгата улица, театар Кебапче, театар Бурек, театар Колбас. Човечката имагинација не е длабокиот бунар над душата. Горе во вишините светкаат малите жарчиња, небеските очи. Тие лепи звезди, убај, и тие двајцата грабаат напред, каде што вистинската наша татковина е на небесата.
но не може да се оддели скрпта од утехата и обратно. Долг е тој пат. Драга публико, денес би рекол од телесниот кон духовниот човек, од Царството небесно кај Исуса Христа. За послушните и најдобрите петта страна. Актуелниот министер за култура истакна две најуспешни театарски институции. 2 месеци потоа, директорите на најдобрите театри се кандидати за изборите на неговата владина коалиција. О, леле, мајче, не дај Боже, не дај Боже. Критериумот за најдобрите да е лојалноста кон власта. Ето тој беше проблемот што ние игравме некои теми кои никој не смееше да ги одигра и денеска никој не смее да напише. За поетскиот театар. Играв една вечеринка Дидро, Гете, Аристотел на сцените низ Републикава, Тетово, Радови, Штип, Скопје, какво приземјување после Лондонот. На пијано свиреше славниот поет и аниматор професор Александар Прокопиев. Дружењето со него беше задоволство, посебно со неговиот детски оптимизам и радост во изведбите. Оставете ги децата да доаѓаат кај мене, вели Исус, ако не бидете како деца нема да влезете во Царството Божјо. Набрзо потоа се вклучи Владо Денчов, храбриот рицар на зборот, и ја направивме представата Ацо Караманов, Етиди во бемол. Истражувањето во драмско и мизансценско толкување на песните. Премиерата се случи во декември 1988 во салонот 1919. Потоа игравме во театарот Центар МКЦ, Дауд Пашиниот Амам, и на театарските игри Војдан Чернодрински во Прилеп, каде што за втора програма на Македонско радио ни додели награда за најдобра представа во пропратните манифестации. Во секој случај беше тоа несекојдневно патување од поезија со сцени, музика и говор. Тргна поетскиот театар, пријателчиња. Имаше многу љубов и енергија во сето тоа. И онаа песна Псалм за мадмазел Дели на која се креваа дамарите. Сега сум сам во својата соба и затоа ви пишувам. Јас нема да дојдам кај вас. Ав и така натаму. На Ацо Караманов. Се во свое време. Ги водев студентите од ФЕДЕУ прва година актерска игра да настапат во аулата на Филозофскиот факултет. Тоа се состојби зошто се создаде скрби утеха. Зборуваа монолози од Шекспир, Софокле, песни од Конески, Петре Андреевски и други автори. Изведбата беше закажана точно напладне во 12 часот сред бел ден и се одржа. Потоа во разговор со нив се забележуваше разочарување од што туку одржаниот театарски чин. Зошто? Според моје мислење има еден убав истражувачки миг на нивото на играта на отворено. Постоеше колективен дух, колективна енергија која тие ни ја пренесоа заедничка, го изменија амбиентот, создадоа нов свет во едно условно наречен ходник. Свет кој постоеше во текот на нивните обиди да воспостават контакт, заедништво со публиката, студенти и професори кои се затекнале таму. Дали театарот е тотален чин на себе откривање? Што сакаме во театарот? Да се откриеме или да се сокриеме? На празната сцена сред бел ден без костим, музика, декор не можете да се заскриете зад ништо. Постоите или целите, или ве нема никаде. Нема граѓанско театарско полуоткривање, нема глумкање, постоиш цел и комуницираш со нив. Публиката не е во мрак седната во партнерот, туку изложена на соочување, на директен контакт. Плюс просторот поголем од актерите и страшен. Не освоив. Да го освоиме преку допирната точка со гледачите. Поинаков пат нема. Или гласот е слаб, мислата е тапа, намерата половична. Освен тоа се бориш со нив за нивното внимание, со сета своја душа, затоа што си свесен дека ти си дошол кај нив, а не тие кај тебе, како што е случајот во театрите. Оттаму доаѓаше стравот, разочарувањето, колебливост и недовербата кај неопитните млади идни театарски дејци, драги пријатели. Неколку години подоцна двајца од нив играа во Дрвеница на Мајаковски, на Врв на Водно, прв пат театар, на Клиника за психијатрија, во Старскиот дом злокуќани, во Капеди и Дризово, и не им пречеше отворениот простор, не им недостасуваше верба и енергија, Сашо Тасевски, Рубен Смуратовски. Дури играа 12 часа, сега се веќе познати,
без прекин во салата на МКЦ. Театарски маратон 1 февруари од 16 години, Чернодрински, како врска со Еврипид, се во свое време. Видете, за тоа никој не пишува. За кафезот. Тука сме сега, 7 страна. После Ацо Караманов, видите во БМЛ, го избравме кафезот на Конески. Блаже Конески. Се сретнавме со него лично, ни даде дел од необјавените ракописи со неверојатно доварба и почит. На клавир свиреше Весна Дајлевич, актери бевме Владо Денчов и јас. Водев диалог преку поезијата на Блаже. Водевме диалог судир на бунтот, помирувањето, младоста и мудроста, доброто и злото. Премиерата се одржа на 22.2.1990 во салонот 1919. Времето лета, ние сме овде привремено. Горе не чека Царството Божјо. После тоа ни остана незаборавно дружење со Коневски, неговите размислувања за толкувањата на поезијата, дека само ако еден збор се нагласи повеќе отколку што треба, отиде песната. Така ни рече Блаже. И другото не сум го запишал, дека актерот интерпункцијата на песната ја пишува на мајката сцена. Во секој случај убаво искуство и дружење со еден голем човек и поет, што се однесува до кафезот кој го содржи насловот. Тоа е онаа состојба во која Коневски, создавајќи го современиот македонски јазик под притисок, бегајки од едните, им се приближуваше по силата што се на оние на власт на другите. За балканскиот фамилиарен комплекс. Во дневниот печат читам дека еден стар познајник, режисер, добива да работи копродукција со еден театар од најтеатарската земја на светот. Се би било во ред тој да не е се уште студент на ФДУ. Убаво е сите да добијат шанса, но полесно им е на оние кои зад себе имаат во светот вела моćни фамилии. 8 страна. И да врне, оваа книга ја озвучуваме, и да вее и бура да коси. Потоа дојде Мину Угриновска. Донесе ентузијазам, силна верба, чувство дека не сме само двајцата со Денчов, што размислуваме поинаку. Растрел беше наред. Проблемот на Никола Јонков Вапцаров, македонецот, денеска гледаме како го присвојуваат. Нашите неизживеани соседи. Постмакедонски идентитети, неговите песни полни со дух и ангажман, филозофските писма до неговата сопруга Бојка. Седиме кај мене дома и го одбираме материјалот. Вистинска колективна работа. Излеговме во февруари 1991 во малата сала на ФДУ. Цел ден врнеше крупен снег. Натрупа многу. Се јави некој да ме праша, ки има ли представа? Му одговорив дека и да се завојува, ние ќе играме. Овие тројцата тргнаа заедно во нови театарски освојувања. Каква комбинација од инает, скрб и жет за утеха. Цел ден трупаше снегот на 15.2.1991 од 6 на расстрелувањето. Кутриот банскалиец го заслужува тоа. Таа вечер најмалку 3 срца чука со огромна почит кон неговото дело. Така беше тогаш, драги театарски пријатели. Тогаш за прв пат се појави додавката скрб и утеха на она поетски театар. Во една дива снежна вејавица. И тие, 2 години се викавме поетски театар. Ако треба и ти ќе умреш за таа идеја, така пред да го расстрелаат им провикнал на мајка си, на жена си, Вапцаров. Каква посветеност кон делото, каков ангажман, каква верба во една бела студена ноќ. Скрби и утеха му посвети скромна почит нему. А како поинаку да му се одолжиме ние актерите на театарот создаден со иста таква љубов, возобновен, како што се провикнува од Вапцаровите стихови. И да врне, и да вее, и бура да коси. 9 страна кој се плаши од представите наши. Господи Исусе на помош. Отидов во една гимназија што го носи наплек или начел името еден голем председател на најдобрата поранешна земја на светот, која по неговата смрт од немукаец се развојува меѓу себе.
Отидов со желба да предложам да одиграме представа во нивните простори чисто афирмативно без денарна докнада. Сето тоа му го изложив на директорот во неговата канцеларија. Тој стрпливо ме гледа, ме сослуши и ме одговори: а зошто? Зошто да играме? Каде да потонам јас кутриот? Нудам култура во образовна институција, а не знам да одговорам на простата логика на гимназискиот директор. Подосна, кога под истите услови ме одбие во гимназијата во која учев јас, мој стар пријател професор во истата ми вели: директорот се плаши да не дај Боже погрешиме пред реизборот. Што е тоа драматург? Ме праша, читајќи од програмчето. Одговарајќи му си мислам што е толку страшно што може да стори една театарска представа. И да се замисли човек колку образованието не му верува на театарот, кој во себе го содржи него најповеќе, барем за овој поетски остров, што плови низ брановите кој некаде. Пазете, треба да се има внимание дека тоа се случува од преминот од социализмот. Книгата е 98 издадена. Значи ова е од 88 кога сме тргнале. Каква беше состојбата во социализмот, таа контрола, а денеска контролата е на друг начин. Убав спомен. После представата Растрел на театарските игри во Прилеп, додека траеше аплаузот, ракоплескањето, се качија актерите, професорот и актерот Илија Милчин и Тодорче Николовски да ни честитаат. Утредента на разговорите, Илија Милчин зема збор за нашата представа и кажа дека со гордост го носиме името Скрби и утеха на првиот Војданов македонски театар. И дека се грижиме за јазикот играјќи го најтешкиот вид на театар. Потоа тој неколку пати на јавни настапи зборувал за нас и за грижата за сценскиот јазик. Во секој случај, убав спомен кој ни даде поттик за понатамошната борба. Поштарот поштата ја носи, 10-та страна. Ме сретна директорот на еден штото го формиран фестивал, кој го носи името на еден починат актер, благословен од државата, Ристо Шишков. Го прашувам дали ја добил пријавата за нашето учество на фестивалот. Одговорот е негативен. Се упати во културниот центар, кој требаше да ја испрати по пошта истата. Нашето писмо се вратило назад, ми вели директорката. Во рикверц. Ја прашувам директорката што е работата. Ми одговори, лоша е поштата. Ја ти денеска го имаме истото, с денес праќаш пошта. Писма, ево, ја запали ја искрадоа овие коалиционите партнери на нашиот стратешки партнер. Навистина, до кога во таа пошта ќе биде поштена? А Нушич, битолчанецот, лови сина риба во матно. Сина риба. Или во вториот дел од она и да врне и да вее. И бура да коси. Поштарот поштата не ја носи. 11-та страна. Кажи ми како те викаат. Ќе ти кажам кој си. А почнеме представа. Веднаш по нас трча една театарска лабораторија, што носи име на партизански револуционер со дупло поголем хонорар за артистите. Зошто е тоа така, знае Начмиш. Но факт е дека тие ни понудија да не сме ние, туку да бидеме тие. Ни понудија на место Скрби и утеха да се викаме Академска театарска лабораторија при културно-уметничко друштво Мирче Ацев. На помош, Исусе, каква навреда да менуваш име и некој да ти попува. Се разбира, со Мино и Владо се насмеавме и тоа го одбивме. Подосна во нашата древна земја и наметнаа привремено име, го променија знамето, сега устави менува. И драги читатели, кој е, драги читателите, тоа е тоа суштината, затоа не ви даваат премиерат, јерче тој. Кој е погорд, кој е подостоинствен, еден театар или земјата, нацијата на која тој припаѓа? Побарајте го одговорот во себе. Да, лабораторијата со партизанско име која секогаш трчаше задна со дупло поголем хонорар за актерите се распадна. No more, ничио дата, што би рекле романците. Скрби утехат, еве слави 10 годишнина. Денес, како го снимам ова, 34 години. Замислете, 14 години не ни даваат премиера, по 7 двете политички постави. 14 години не сум добил авторска книга и многу други работи. Што мислите? Каква судбина е предодредена на земјата, ако се распадна ова?
што менува имиња. Според горната аналогија, не се работи за тегла, ајвар или боранија. Кажи ми како те викаат, па ќе ти кажам кој си и што си. Драги мои театарски пријатели, побарајте го одговорот во себе. За раната пролет и доцната есен 11 страна се случи лето господово 1991. Месецот не го паметам, или беше пролет, или есен. Се договоривме со една дама во еден младински културен центар да го играме Растрел на Вапцаров, Мину, Владо и јас. Таа вети дека ќе организира со публиката. Влезот се разбира слободен. Немаше народ. Се качи еден професор од ФДУ на сцената и не убедуваше дека за толку малку народ не вреди да се игра. Падна тешка кавга за или против. Тогаш и од тогаш, а беше пролет или есен, станавме свесни дека мораме да создаваме сопствен кодекс на однесување кон сцената и го имаме тој кодекс. Денес кога тој постои, нема никакви дилеми околу тоа прашање да се игра или не, освен дали беше пролет или есен, и се разбира, бројот на публиката не одлучува за интензитетот на представата. Дел од кодексот. Со професорот сме колеги и добри пријатели. Некои нешто се учат преку себе си што се однесува до сцената. 12 стана приказна од факултетската училница. Пробаме на ФДУ во една училница, Мину, Владо и јас. Се работи за Растрел на Вапцаров. Во една креативна расправија викаме сите тројца во еден глас. Се дереме, што би рекле. Ечи собата. По 10 минути излегуваме надвор, се собрале студентите по актерска игра од прва година, на кој јас сум асистент по сценски говор со техника на глас. Се собрале и се чудат какво е тоа викање, да не сме се степале. Ние излегуваме со насмевка, мирно ги поздравуваме и си заминуваме. Ним како нешто да не им е јасно, дали ќе изведат некаква поука од сето тоа или не, тоа е нивниот избор, но факт е дека ние актерите сме си потребни едни на други, односно мора да си веруваме. Сите кавги за и околу представата се во интерес на заедничката творба што ние ја создаваме, заедно верувајки, сакајки, а гинејки во нејзино име, оти на крајот на краиштата, веројатно кога веќе сме се собрали и работиме, имаме што да му порачаме на светот. А може би и не е баш така. Секој по собствениот пат и по својот избор. 12 страна со Рацин прв пат. Раскрилување, шекспировското толкување на Рациновиот стих, проблемот на неговата погибија, крв се мие, темнината пие, предавството, грижата на совеста и слично. Владо Денчов прв пат подпиша режија, јас драматизација. Прв пат дојде Јордан Витанов од Велесот. Се фини луѓе милмо и лебеду, би рекол Баал во Бертолд Брехт. Прв пат Јане Пенов направи музика. Представата е играна 7 пати во Скопје, Прилеп и Велес. Последната изведба на Рацинови средби е за паметење. Тоа беше блесок на Мину, Владо Денчов, Јордан, Зорица Панчич. Рацин е македонскиот Шекспир. Во представата, според зборовите на публиката, имаше свечен вознес од античките македонски трагедии. Со Рацина за паметење се раскрилувавме со шекспировското кај Рацина. Играше еден студент, но се пишман и си замина во друго театарче. Па и од таму си замина. Дојде еден поранешен академски другар од Велес. Тој не си замина во друго театарче. 7 дена пред премиерата си замина уште еден од екипата. Му дадоа шанса на филм. Претходно си отиде уште еден, што е тежок тој Рацин, се исплашија луѓето, не се тоа луѓе актери се, шаушпиля, скеда спиля, ја сем херец, а джиек допие, што е тежок тој Рацин. И доаѓа едно момче, Исусе на помош. Едно момче со неверојатна верба, достоинствено и добле, за 7 дена влегува во тимот и прави одлична улога. Тој е Владимир Јачев. Без разлика беше во голем талент. И не е важно како ќе котира тој во иднината. За мене, за нас, тој има душа 3 пати поголема од оние кои си заминаа. И тој самиот знае, има отворена покана кога сака да дојде да работи во театарот, што го носи името на Војдановата патувачка дружба, 14 страна. Еден Шекспиров актер од Затнува шахти. Ме прашува една студентка кога ќе дојде актерот кој го игра капетанот П во Ќелавата пејачка.
во еден романско-француски граѓанин на планетава. Не знам што да ја одговорам во контекстот на шактите и како после да не му се лутиш на тој Шекспир што сето тоа не го предвидел, а не беше тоа лоша представа. Најкомуникативна само зошто сте ја разложувале химната. Исфрлете ако сакате да ве земам на еден фестивал, ми рече еднаш еден стар господин. А може би идва химната ја разложивме таму, ма ја успоривме. Бевме на сите фестивали. Не ја исфрливме таа химна. Денеска ќе ја исфрлат 2022 за пари. Така театарот наш има пророчка уметност, ама не напиша ни збор тој едниот и двајцата за представата. Епа, ти ептен сакаш? Во животот треба да се гледа низ прозорец, така вели ЮНЕСКО. Да, така е, господине ЮНЕСКО. Да живеат министрите за култура што се за да си дрпнат само за една употреба. Представата имаше буџет од 2000 германски марки, од кои 30% ни лапна киц. Ја игравме 19 пати. Се разбира гледајќи низ тој пуст прозорец, најмили мои театарски пријатели, 15-та страна. Мемфистофеловски перспективи, сатанска работа. Го игра Фауст од Гете, имавме 2 избедби во јуни и требаше да играме представа на МОТ во септември. Еден актер не сака да игра, не му бил исплатен хонорарот. И представа немаше. Седиме со Владо и солзите течат. Сте замислиле ли некој да ви го открадне сонот, она што колективно сте го создавале? Еден да гурива. Денес кога работам за еден духовен театар за Исуса Христа, и покажам како таа верба се преточи во друго. Сега, после толку време, тројца актери, од кои двајца мои поранешни студенти, не сакаат да играат ако не им го исплатиме хонорарот после првата реприза. Молам некого кој вели дека е професионалец да не ја откажуваме представата. На крајот се согласија да почекаат ден-два. Ќе поземам пари од мојот сосед и ќе ги исплатам. Јас му напишав одговор во весник на еден театарски критичар за да одбранам еден од нив. Зарем толку многу го сакаат сопствениот сон, наречен представа. 15-та страна. На 19.5.1992 во изложбениот салон во Киц со Лорка, Јане Пенов на гитара, игравме со Владо музика и поезија. Тоа беше подарок од нив четворицата на скопската публика. Ако некогаш сретнете некого кој бил присутен таа пролетна вечер, прашајте го. Дали се сомнува дека зборот може да те крене до звездите, но и да те убие. Рацин, али тој ги има во Библијата, во зборовите има живот и смрт. Или до ден денес кога ќе сретнам некој кој бил присутен тогаш и таму, ја чувствувам неговата почит, радост со полно срце кон поезијата. Ајде нека рече некој дека актерот е циркузант, кловн, како што ги има некаде некој остатокот е театарска критика. И долго време ќе насреднат кај сте ве скрби утеха. И таа представа, по години памтат представи, 15-та страна, тоа ќе биде последна, Летот на тажниот лебед, Лета и Македонецу. Оној кој имаше врвка да оди во Министерство за култура да биде момче за се, Томе Костадиновски. Денеска работи друго нешто, беше во музеот тогаш. Од музеј на Македонија доби дозвола, ги среди хартиите и станавме културен центар скрби утеха со сопствена жиросметка и слично. Тогаш летото господово 92 го работевме делото Тъга за лебедот, драматизиран сердарот и биографијата на Григор Приличев. Екипата броеше 14 луѓе, носител на проектот. Покрај нас беше и МКЦ, место на театарот Куршум Лијан. Да оставиме се, што не ни дадоа средства, што немаше доволно верба екипата, што не поминавме најдобро на премиерата, што не парчо со страшната критика, што добивме вето за играње на Охридско лето, зашто оџата од блиската џамија ни влегуваше со разглас во театарскиот вокален простор, се ке заборавам. Што публиката беше дезинформирана за почетокот на представата, што на представата влезе стадионска маса народ, се ке заборавам. Баш се. Само никогаш нема да ги заборавам импровизираните гримиорни во анот, полни со ископани коски од некој наш дамнешен предок, во кој ние се преслекувавме. Кои сме ние да им го реметиме вечниот покој пред неприкосновеното време? Кутриот Јорик, рече еднашка Вилијам Шекспир,
Потоа некој ни вели, а кои сте вие да билете културен центар и да работите? Приличев да го отварате прашањето, дека иако си под земја не е важно каков символ имаш над земја. Извинете, морав да напишам. Ни рече еден критичар кој го сретнаме во ходникот на еден театарски фестивал. Да го затворам само 2 минути во импровизираните гримиорни во анот, никогаш повеќе не ќе може да шкрта со таква леснотија на постоењето, како порано. Господ да ве чува од зло или Бог да прости. Се тоа реплики од тажниот лебед. Драги читатели, се работеше за обид да се летне и подосна Ристо Шишков го имаме тој монолог. Се обидуваат да не кренат во воздух, да не одвеат во упатство за лудење. Тоа е првиот дел од оваа книга. Првите ќе поткисчитам целата. Објаснува некои состови, какви битки сме водале да создадеме скрби и утеха. За жал и денеска сме под цензура. Пред се затоа што македонски работи зборуваме, потоа што објавуваме, ги критикуваме работите. Тој беше жив театар, трет театар по Питер Брук, опашан со појасот на вистината. Исус е вистината. Во Аристотел го има тоа, ако не ја зборувам вистината, ако ја зборувам вистината, ќе ми се налутат луѓето. Но ако не ја зборувам вистината, како ќе застанам пред Господ, пред Исус? Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го